како и до сега и во овој момент, а и во сите понатамошни наши активности, целосно се оградуваме од било какви политички влијанија и активности. Она што би сакал посебно да го истакнам, а што е за поздравување, е дека ова е еден од ретките собири на кои што можам да кажам дека немавме никакви обструкции апсолутно. Напротив, морам да пофалам и од позиција и од опозиција целосно бевме оставени на организацијата на целиот настан и овој работ на здравствените работници да биде изразен на начин како што тоа денеска овде го правиме. Јас ќе бидам краток, во неколку реченици ќе го објасниме нашето собирање денешно и кои се нашите понатамошни намери. Почитувани колеги и колешки, здравствени работници, почитувани пациенти, ние сме асоцијација на специјализанти и млади лекари. Во овој момент поддржани од голем број неистравски здруженија во земјава и овде сме собрани за да кажеме доста е на насилството врз медицинскиот персонал. Во последно време сме сведоци на зачестени напади над здравствениот персонал, кои се резултат на еден трул здравствен систем кој системски е уништуван и го уништи односот помеѓу здравствениот работник и пациентот, а последиците од тоа се видливи денеска. Ова ќе биде наша последна опомена и изразување на нашиот револт заради се поголемиот број на вербални и физички напади врз здравствениот персонал во моменти додека ние вршиме својата должност, што не смееме да го дозволиме и нема да дозволиме повеќе да работиме под страф и во онака лоши услови. По долги години на политичка негрижа и апатичност, а особено инертност на лекарската комора со сите претходни состави, за кои најмалку е виновен персоналот, тенденциозните и форсирани негативни кампањи врз медицинарите, кои има за цел да го дефокусираат народот од неспособноста на носителите на одлуки и креатори на здравствениот систем, револтот кај граѓаните кулминира, па како резултат за тоа ги имаме овие немили настани. Без малку секојдневни инциденти на вербално и физичко насилство врз медицинарите. Медицинскиот персонал во нашата земја е најниско платен во Европа. Со обем на работа неколку пати над секој можен стандард во без малку катастрофални инфраструктурни и материјални услови, но и покрај сето тоа овој персонал на свој грб го носи тешкиот товар за овој здравствен систем да обстои. Токму поради ова, не е дозволено било какво насилство спрема медицинскиот персонал. Не смее незадоволството од системот да резултира со физичко насилство нити вербално врз медицинарите. Во овој момент кажуваме доста е. Времето на неделување и игнорирање на овој огромен системски проблем од страна на државата е завршено. Време е да се превземат итни и систематски решенија и да бидеме заштитени. Време е за подобрување на здравствениот систем, време е за поголем квалитет на услугите кон пациентите, време е персоналот да работи во соодветни услови за работа. Воспротивно, после овој протест ви кажуваме и јавно информираме дека ќе престанеме да работиме се до моментот додека овие прашања не бидат решени. Овој проблем не се решава со затворени состаноци и градење бариери меѓу пациентот и здравствениот систем. Напротив, овој проблем може да се реши само со отворена и заедничка дебата. И системски промени и долгорочни решенија кои крајно ќе резултираат со подобра комуникација помеѓу пациентите и здравствениот работник и враќање на достоинството во лекувалиштата. На овој наш протестен собир денеска ќе ги објавиме нашите 5 барања кои што беа и во претходните денови објавено и би сакал да ги прочитам. Прво и итно конечно донесување на законот за докторска дејност, кој ќе биде суштински и како дел на соработка на сите еставски здруженија кои што делуваат во полето на медицината, заедно со Министерството за здравство, а не да биде само некој документ кој што ќе ги регулира правата и обврските на лекарите. Второ, бараме итно испроведување и законско изедначување на нападот на севкупниот медицински персонал со напад на службено лице, без членови за ослободување доколку тоа биде предизвикано. Праксата до сегашна говори дека без малку 95% од нападите врз физички работници завршуваат со парична казна и прекршачна. Тоа е недозволиво. Значи тоа е како пракса никаде на свет го нема. Третото барање наше е полициско обезбедување на сите поголеми здравствени установи, особено на ургентните центри со што ќе се заштедат средства и сметаме дека ингеренциите на едно службено лице полицаец се многу поинакви од било какво професионално обезбедување. Понатаму, инсистираме на вклучување на асоцијацијата на специјализанти и другите чинители и представници на младите лекари како популација во носењето на сите понатамошни здравствени политики, бидејќи представуваме реален чинител или репрезент на една огромна популација на лекари, која што впрочем представува иднина на овој здравствен систем наш. И пето, бараме задржително организирање и спроведување на некаков систем за внатрешна контрола и санкција токму на нас медицинарите, бидејќи сме сведоци и самите ние на некоректни односи од наши колеги и колешки. Значи ние во оваа прилика сакаме да кажеме
и дека апсолутно го прифаќаме проблемот дека е комплексен, апсолутно прифаќаме дека проблем постои и во нашите редови, има некоректен однос, меѓутоа сето ова е последица на безмалку 30 години на свесно и несвесно уништување на здравствен систем, кој што во овие моменти веќе кулминира, бидејќи по нас многу сме блиску до крахот на здравствениот систем доколку не се преземат крупни чекори.